Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш, втора во оваа работна недела. Вчера имавме многу специфичен гост, морам да признам, некогашен припадник на француската легија на странци. Благодарам за сите оддеци на оваа емисија, за пораките што пристигна. Очекував дека ќе биде прифатена навистина на исправен начин и драго ми е што тоа што навистина се случи така. Вечерва се разбира влегуваме со сосема нови теми и со нови приказни. Тоа е можеби најдоброто во мојата работа, во професијата на новинарите, особено тие што имаат привилегија да водат своја емисија, можат да ги менуваат темите колку што сакаат, па еден ден зборуваат за легија на странци, друг ден зборуваат за земјоделие, трет за проблеми во судството, четврти за геополитика и така натаму. Понекогаш се прашувам докаде се тоа ќе стигне. Но на почеток од оваа емисија би сакал да ве замолам нешто. Сакам да замолам и режијата веднаш да вклучи еден телоп, како и да се нарекува, да го гледате и самите. Ретко го правам ова, меѓутоа навистина сметам дека е неопходно понекогаш да се излезе во пресред. Оваа млада девојка што ја гледате на вашите екрани има сериозен здравствен проблем, многу специфична состојба која што тешко се лекува и незиното семејство бара помош. Едноставно за лекување потребни се сериозни 25.000 евра за лекување во Турција, нешто што и тоа како ќе им значи. Па се надевам ги гледате броевите, гледате каде можете да се јавите, доколку сакате, доколку сметате дека можете да помогнете и дека сакате да помогнете, се разбира, да помогнеме оваа млада девојка која што има само 11 години да успее да се избори за своето здравје. Штета е што се уште како држава не сме во состојба да интервенираме, што се вели на национално ниво и што е потребно на ваков начин да се помага. Меѓутоа тоа е реалноста и се додека мора ќе помагаме колку што можеме сите ние, затоа што животот на нашите најмлади е најважен и секако секој од нас би требало околу тоа да размисли и да помогне колку што може. На крајот на емисијата ќе ја побарам повторно оваа фотографија да ја видите и се разбира да ви понудам, да ве замолам повторно да помогнете секој со оглед на своите можности и желби. Сега, на времето имаше една позната изрека, никогаш не ја сватив сосема до крај, одеше од прилика вака, ние ја градиме пругата, пругата не гради нас. Во некои социјалистички времења тоа многу симпатично делуваше, морам да признам, или делувало. Не можам да се сетам едноставно кога било тоа, го паметам повеќе од филмовите и од документарците. Меѓутоа влеговме во фаза кога ние навистина ќе ја градиме пругата и тоа се решивме очигледно како држава да го правиме многу сериозно и најдовме стратешки партнери кои што ќе помогнат во целата работа. Се разбира, мислам на стратешкиот договор со Обединетото кралство или Велика Британија, која што треба да обезбеди изградба на нова модерна пруга која што и за товарниот и за сообраќајот на луѓе ќе биде навистина во добра кондиција и ќе не врати во друштвото на нормалните со оглед на фактот дека ако сме реални, децении наназад по македонските пруги баш и не се гледаат многу возови. Вечерва зборувам со директорот на јавното претпријатие Македонски железници инфраструктура, господинот Синиша Ивановски, кој што ќе треба да ни даде неколку одговори. Добра вечер, Синиша. Добра вечер. Вие сте човек кој што сака предизвици, намерно го велам ова, во некои други околности. Пред година-две од прилика, кога бевте во оваа емисија, самиот рековте сакам предизвик, сакам нешто што ќе ме мотивира, кое што ќе ме натера да излезам од својата комфорт зона и да направам нешто за општеството, за луѓето, колку и да звучи ова тенденциозно. Меѓутоа, ја добивте шансата. Веќе неколку месеци сте на чело на едно исклучително важно и исклучително фрагилно предпријатие, кој што години, децении наназад се бори со безброј проблеми.
Постојано има некои штрајкови, постојано има некакви несогласувања. Железничкиот сообраќај никаков. Од Скопје се патува до Битола, како од од Виена до Сиднеј, претпоставувам. Возовите се во очајна состојба, набавивме некој од страна, спороста е, како што реков, на вистина незавидно ниво, и сега влегувате вие, заедно сме, ако сме објективни, со една цела екипа околу министерот за транспорт Александар Николовски, и ветувате дека со помош на Велика Британија ќе направите едно мало чудо. Па сега, треба да ја веруваме на збор или треба да ја веруваме на дела? Треба да веруваме дека мало чудо не нас спасува. Добро. Државата, компаративно со регионот, многу доцни. И мали чекори и мали чуда не нас спасуваат. Значи потребно не е големо чудо, тогаш да го расчистиме тоа. Джиновски скок напред во секој сегмент за да го стигнеме регионот. Или да кажеме во еден железнички јазик. Ако ние сега се фатиме да ја одржуваме пругата 150 години стара, па да менуваме некои прагови, да менуваме шини, да ја подобруваме состојбата, а во исто време во регионот градат брзи пруги и летат, ние застануваме. Со такви мали мерки на одржување, некои благи рехабилитации или ситни зафати не правиме ништо. Ни треба квантен скок во секоја можна област за да го стигнеме регионот. И во железници, и вчера премиерот Мицкоски најави Чебрен Галиште, изградба на нови болници, и тоа не една, 3 наеднаш, ако има потреба и 4. Животна средина имаше најава министерот Изет Меджити за целосно чистење на стари токсифицирани канцерогени, како да кажам, дали охис, дали некои така е, отпади кои што стојат отровни и кои што не убиваат споро, но сигурно. И веќе нема време за мали работи. Донесена е таа стратешка одлука, мене ми е совршено јасно. Јасно, вистина, оваа емисија сакам да оди во некоја позитивна насока. Имате доволно можности да зборувате за сите негативни аспекти од процесот. Се разбира, имаме колеги кои што тоа лесно ќе го пронајдат. Јас сакам да верувам дека на вистина на некој му е дојдено. Ово го размислам како граѓанин, не како водител на емисија, дека на вистина некој му е дојдено да направи нешто суштинско, да направи разлика. Квантен скок, како што велите, меѓутоа квантниот скок се прави, тој радикален чекор се прави со многу средства, со многу труд, со многу посветеност и на крајот на криштата честно. Значи да не се дозволи тоа што за жал во Македонија е аксиома, речиси, односно некој да краде. И сега сето тоа вака кога ќе го кажеме и убаво звучи, кој ќе го каже и министерот, согласно убаво звучи, кој ќе го каже и премиерот убаво звучи, и вие кој ќе го кажете убаво звучи, меѓутоа како тоа да се изведе. Конкретно со вас нема да зборуваме за патишта или за болници, бидејќи тоа не е ваша работа. Вие се занимавате со железниците, со инфраструктурата. Патишта спремен сум, ама да, така. Можеме за ова. Сме имале теми, меѓутоа сега не интересира ова. Во план е во наредните години да влезат во Македонија многу пари. 6 милиарди ни се како портфолио отворени, можност да ги земеме, 6 милиарди евра или 5 милиарди фунти, меѓутоа ќе биде земени колку што е потребно, ако разбирам добро. Така, баш така. Потоа ќе враќаме во однос на тоа колку ќе потрошиме и каков ќе биде каматната ставка, каква ќе биде на целата таа приказна, и за тоа ќе мора многу да се разговара. Премиерот вети отчетност околу таа работа многу е важно, затоа што се случувало претходно документите да не бидат објавувани, да бидат криени, да биде, нели, да ги, како се вика тоа, да ги скрие темницата. Сега тоа велат од власта дека нема да се дозволи, меѓутоа парите на маса со овој потпис кој што веќе е направен во Лондон пред 2 или пред 3 дена, вие бевте таму, нели? Четвртокот, така. Да, во четвртокот практично се веќе во нашите раце и ќе може да се работи. Што во пракса тоа ќе значи, почнувајќи условно кажано од утре па натаму? Договорот е направен. Стратешко партнерство имаме со, може да кажеме, број 2 силата во целиот свет. И тоа е одлично. Не е овој договор само за железница, опфаќа многу сегменти, почнувајќи од безбедноста, образованието, здравството, и според мене многу и од тие се поважни го самата железница. Стратешкиот договор, да. Самиот збор кажува се. Сите можни.
Таа рамка е вкупна од 5 милиарди фунти. Колку тоа ќе искористи државата, зависи први од спремноста на самата држава да детектира каде има точно проблем, ама и спремност да се проектира тоа и да се истера до крај самиот процес. Че самиот проект менеджмент се заврши до крај. Не е само да се побара пари за некој проект, да бидат одобрени, да е земен заемот, да тече обврската, а да немаме капацитет да го завршиме тоа од аспект на менеджмент и на терен. Се спомна прва железницава. Зашто? Затоа што сме најспремни да почнеме со тоа. Замислено да се направи коридорот 10. Коридорот 10 почнува од Австрија, Хрватска, Словенија, Хрватска, Србија, Македонија, завршува до Грција. Има своји краци, 10А, Б, С, Д, меѓутоа се здржуваме на таа линија, главниот дел. И оди до Атина се. Дословно. Да, дословно. Дословно по правило коридорот 10 мислам дека. И имаме постоечка линија. И ние ќе искористиме пругата што поминува од Табановце до Евгелија, постоечката, веќе имаме тука траса. На таа траса буквално ќе се извади се и ќе се стави нова, која ќе иде до 160 на сат за патнички и 120. Километри за товарен сообраќај. Километар на час. За товарен сообраќај, така. За товарен сообраќај 120. Паралелно ќе се изгради и уште една колосечна лента. Моментално пругата во Македонија со еден колосек. Многу не се свесни за тоа, дека еден колосек не може да додат двата воза во исто време. Не може да додат двата, да не е како патната инфраструктура, еден воз оди према Гевгелија, еден према Скопје. Туку имаме само една. И затоа сериозноста на МЖ инфраструктура е огромна околу управување со сообраќајот во самата железница. И сум премногу благодарен на секој мој колега во инфраструктура кој што деноноќно внимаваат на безбедноста во сообраќајот. Тоа е еден вид на пандан на МНАФ што е во авионско сообраќај. Пресериозна работа и сум крајно благодарен на секој колега што е од инфраструктура вклучен во овој сектор и овој сегмент. Апсолутно се придржувам на тоа. Велите, морам да ви влегам вака во зборот време на време. Велите ќе се извади се од корен. Помалку некој носталгично ќе рече па дај, тоа е направено пред 100 и колку години, 150 години, 152 години. Јасно дека е старо, меѓутоа кога ќе извадиме се од корен и ќе правиме ново, тоа значи дека состојбата е дошло до крајот. Дојдено одамна до крај. Нема веќе каде. Дојдено одамна до крај. Тие прагови веќе се скапани, шините веќе својот размер им е изместен. Тоа значи дека само трансверзалата нас ни останува како линија, замислена линија, тоа. Буквално линија во која што нема да имаме потреба од имотно-правни проблеми и експроприација. Што е па важно? Бидејќи го гледаме во патиштата што се случува. Ќе го има и тука. Но ќе се трудиме да биде колку што е можно помало, поради тоа што таа траса поминува низ населени места. Но ќе се трудиме да биде фер и колку што е можно во помал број. И притоа кога се градат вакви гигантски капитални проекти, нормално дека мора да поминува некаде низ приватен имот. Но повторно велам заложбата ќе биде што е можно во помал број да бидат овие предмети на експроприација. Добро. И почнува, кога би требало да почне? Министерот често пати дава прилично вака оптимистички изјави, вака вашата процека и кога ќе почне директно работата на терен, што се нарекува. Оптимистичката најава е дека ќе почнеме оваа есен. И тоа е точно, но ќе се почне со ние геомеханички и геолошки истражувања. Да видиме како е доле почвата. Да видиме кај имаме проблеми со имотно-правни односи со експроприација. Тука зборуваме за онаа втора линија која што доправа треба да се направи. Првата ќе испитаме, зашто да не испитаме? Кога веќе се почнува? Апсолутно мора, тоа е стварно пред 152 години направено и навистина имаме сега некоја максимална брзина 80 на сат. И сега ние ќе идеме со двојна брзина. Мора да биде испитано комплетно дори старата траса. И тоа ќе почне на есен некаде. Паралелно ќе биде и таа feasibility студија, студија за животна средина. Ќе се прави идејниот, основниот проект кој што ќе биде во забрзан процес. И овој пат се решивме за нешто што сметаме дека е паметно и тоа ќе биде обврска на идниот потенцијален изведувач и да го проектира и да го изведува проектот. Зашто го велам дека е добро? Еве Киче во Охрид е отиден со обратен режим на работа, државата го дава проектот и доаѓа кинеската Синохидро да го изведува. И сега сме заглавени 12-та година. Задниве години кои се сите објаснувања зашто досни?
па немало проект за приклучни патишта, немало проект за косини, проектот не бил добар за тунелите, проектот. И тоа, дали бил толку лош, верувам дека не. Огромен број на компании градежни, без разлика на кој ниво се добри лоши, кога ќе начекаат таков црвен фидек, со договор спремен, они добар фокус даваат околу тоа да му најдат мани на тој проект. Затоа што одголикувањето носи пари за нив. Точно, и варијации. Односно, сметаме дека овој мост треба да биде изведен не вака, туку на овој начин. И секогаш овој начин носи повеќе средства за компанијата. Кичев Охрид отпочнати 380 на милиони евра, со прв анекс дојде до 411, со наредни анекси стигна до 598 милиони евра. Тоа е фидекот. И уште не е готов. После толку години. Добро, но еве министерот Николовски се фати за работа, ќе го заврши за година-две и ќе биде готов. Ама кога ќе биде готов, ќе биде 14 години. Така е, па тоа зборувам. Да. Ова не сме да ни се случи сега со овие проекти кои што ги подготвуваме со британците. Нема да се случи. Ќе одиме по FIDIC правила. Тоа е International Federation of Consulting Engineers. Добро. Меѓународни стандарди. По тие стандарди се гради и во Америка, и во Израел, и во Британија, и во Германија, и во Франција, Норвешка, Данска, Шведска и многу други развиени држави. И тоа е веќе усвоено, ќе одиме по него. Паралелно, ќе направиме една паралела. Пругата према Бугарија. Првиот дел го работевме по жолтиот FIDIC, каде што изведувачот, Штрабак австрийски, во исто време проектираше. Еве сега во јануари го завршивме. Платени пенали од страна на државата вкупно на целиот проект 300.000 евра. Што можеме да оголтнеме објективно. Се голта, без проблем. Без проблем на 80 на милиони евра, 300.000 евра за некои као непредвидени моменти или казни за државата, 300.000 евра е сценарио посакувано. Така. Но кога на 80 милиона ќе имате 20 или 30 милиони... Паралелно, вториот дел од Белјаковци до Крива Паланка е по тој другиот црвен FIDIC, као Кичев Охрид. И веќе проблемите... Веќе за пенали се исплатени, Борам беше пред да се фатиме за работава до преходното лето, 10 милиони евра, скоро пенали, на реализација од 20%. Кај ќе биде тамо крајот? Па срека го презема тој проект, па не даваме ќе да има пенали, ако треба ќе се борам до последната капка пот, ама пенали нема, да има веќе година дена, нема ни еден пенал. Меѓутоа пак оди спор прогрес. Повторно велат проектот не чини, тоа не чини, ова не чини. Затоа го избегнуваме црвениот FIDIC, одиме по жолт. Црвен FIDIC е добро ако никој не брза. Ако имаме толку многу време да направиме еден сеопфатен проект, да вклучиме и факултет градежен и архитектонски и сите можни добри фази да бидат спремни, е тогаш е најдобро за државата. Добро, но вие велите дека ние немаме таков луксуз на време. Немаме, поготово што можноста и растот на железничкиот товарен транспорт, кој ствари е двигател на економија, не ја видовме само ние. Не сме непаметни, тука ја видели нашите соседи. Така е. И веќе почнуваат да инвестираат. Ние немаме време да чекаме. Економија слободно место нема. Ако го ставиме, ние ќе го земат некој друг. Источниот сосед. Тоа се подразбира. И навистина Србија, соседна Србија долго време постојано зборуваат за градбата на брзите пруги, тие го работат тоа на големо. Грците исто така се амбициозни во тој процес и ние практично требаше или да останеме како сива зона, како и да се нарекува тоа, или црна зона, каде што едноставно нема што да се прави и ќе се бара друга траса, или ќе влеземе во приказната и не решивме да го зграбчиме тоа. Што е, повторно ќе речем, храбро, ако се оствари. Вие велите ќе се оствари, нема враќање назад. Ајде да чистиме некои работи. Во јавноста се појавија шпекулации од типот британците се ќе прават сам. Тоа не е возможно. Дај Боже, ма не е возможно. Не е возможно. Дај Боже е малку чуден збор. Нека видат ама како ќе им го дадеме на британците, но не е возможно да дојдат, што се вели, британски инженери, мајстори, целата структура, нивна инфраструктура и така натаму и да направат овде пруга и да се замена. Тоа е нешто што не бива. Велам, дај Боже, нормално дека посакувам да има и работа за нашите компании, меѓутоа оној квалитет кој што тие го испорачуваат е на буквално завидно ниво. И сега од Лондон само што завршија 19 километри подземна Елизабет Лейн, поземно метро совршено изградено. Кај нив нема остапки во квалитет.
компонентата британска ќе биде 30%. Да бидат британски вградени производи од купната сума. 1/3 прилика, добро? 1/3. Другото останува за државата. Ако се фатиме за таа отприлика 2 милиарди евра сума, што верувам ќе биде помалку, тоа значи дека 1,4 милиарди евра треба да искористат домашните фирми. Мислам дека незамисливо голема сума и при такви договори кои што би ги имале домашните компании, тие се веќе можат да инвестираат и во развој на железнички сектор. Зашто го велам ова? Ќе дојдат британците, ќе изградиме пругата, ќе почне таа да функционира. Ако не ја одржуваме добро, само треба да замислиме со какви критики оправдани ќе се соочиме ние. Затоа е добро домашниот сектор, освен што е инвестирал до сега во патната инфраструктура, да имаме барем 1 до 2 доста солидни компании кои што ќе можеме да бидат од интерес на државата и да ја одржуваат постоечката пруга паралелно со МЖ инфраструктура, меѓутоа ќе имаме и нови коридори. Ќе имаме коридор према Албанија, ќе имаме коридор према Бугарија, ќе има конектори кои што ќе се шират и понатаму. И нормално дека јас сум многу посреќен да работат македонски компании, да ангажираат македонски стручни лица и работна оператива и да профитот останува во Македонија, колку да го вадиме надвор. Затоа дури да не кажам препорака сега, би биле среќно сценарио дека по завршувањето на овој проект ќе имаме еден вид на искуство во железничкото градење и ќе остане барем една компанија која што и понатаму дел од своето портфолио ќе биде градба на железници. Во моментов тука сме 0 и тоа не е добро. Ова е интересно, ова е речиси повик од ваша страна. Јас така го доживувам. Појавете се луѓе затоа што навистина е дојдено времето. Јас па мислев дека наивно лаички се разбира дека ние воопшто немаме проблем. Мислев дека не е многу компликувано тоа да се прави. Може би нека оставштина од Југославија, пак од тогаш го имало, се одржувало, веројатно не е кој знае што. Меѓутоа не е баш така очигледно. Пред да почне целиот проект, премиерот Христијан Мицкоски ќе направи средби со сите стопански комори, каде што ќе ги презентира можностите и што се очекува од нашата стопанска дејност, од градежниот сектор, и верувам дека тоа се предприемачи со големо искуство, кои што не треба да препорачувам јас тука, туку тие сами ќе видат можноста за проширување на своето портфолио и во железничкиот дел. И тоа би било добро сценарио, наистина. Што да се каже тука? Едноставно, нафатете се, ова е повик, влезете во приказната, особено кога државата практично гарантира дека работата ќе постои, дека ќе се направи, дека ќе ги има неопходните средства за гарантирани и дека на крајот на криштата гаранцијата што дојде од британска страна е исто така добар и голем, не само добар, голем импакт за навистина да се свати сериозноста на целата работа. Меѓутоа, колку вие сметате дека отприлика 4 до 5 години ќе ни бидат потребни да се направи коридор од 10 зборуваме или? Отприлика, околу 5 години би требало. Ете, на ваков капитален проект, дали ќе почнеме ние на есен, или досна зима, или рана пролет, и ќе имаме 4-5 месеци плюс минус, воопште не е страшно. Битно е да почнеме со солидна подлога, техничка подлога. И дали ќе завршиме за 5 години, за 5,5, ајде, не сакам да дам простор старт, па и 6, и тоа не е страшно, доколку ова се реализира и биде успешен проект на крајот на денот. Успешен проект. Вие велите, товарниот сообраќај е клучен. Затоа што тамо се парите, ние од тоа би наплаќале. Тоа е за економијата клучен, за јавноста е патничкиот. Тоа сакам да кажам, за јавноста е човек сака да се качи во воз во Скопје и да отиде некаде без да размислува колку векови ќе му треба за да стигне до некаде и колку пати ќе треба да се префрла. Ако има квалитетни возови од овде до било каде во Европа и низ Македонија, се разбира, луѓето практично сакаат тоа да го користат. Господинот министер за Александар Николовски најави и низ Скопје буквално дека ќе поменува железница која што ќе биде дел од сообраќајното решение за градот, што исто така мене ми делува речиси се уште се обидувам да го визуализирам како ќе изгледа, сме го виделе тоа по европските градови, се разбира како нешто нормално, но ние таа нормалност ја заборавивме. Мене просто ми делува како тоа сега ќе трне напамет, зборувам, не знам, железница од Јурумлери, ќе дојде во аеродром, ќе оди до Карпош. Некако ми е како тоа. Не баш така, а ќе биде градски воз, ја викендов го извозев. Еве на пример, трасата ја проверите? Да, таа е постоечка траса. Ново состојбата е крајно ужасна. Пешки не се оди по неја, не па воз. А камо ли воз дали? Да. Но земавме едно
маша машина на инфраструктура, сакав да ја поминам самата траса. После некои 11 на минути стигнав од Рачево до железничка станица. 11 минути. 11 на минути. Тоа е перфектно. Тоа е перфектно. Со поновоз, Тоа било и побрзо. со подобра инфраструктура, големо чудо ако се 10 или 9, но ќе скрати. Не само Кога ќе ми текне на сите трканици во Скопје, особено во клучните периоди од денот, и ефтино на сето. Тоа човек ќе сака да се вози со тоа. Да. Видете, може за градски одвоз? Апсолутно, се разбира. Министерот Николовски го најави и што ме најавено го тераме. Направивме физибилити студија. Тука ни помогна градежен факултет. И е завршено. Има 3 главни траси низ Скопје. Првата поминува од кај Ѓорче Петров, општината, преку Бутел, Газивава се спушта во центар, во централната станица. Втората е од Миладиновци, завршува од централна станица. Третава е Зелениково, Драчево, Лисиче, завршува во центар. Е сега, тие стојалишта не се идеални, не се блиску до зградиве. Меѓутоа, во соработка со новиот градоначалник на Скопје, пошто таа пруга ќе биде готова некаде, барем едниот дел крајот на оваа година, почетокот на наредна година, да има еден бесплатен автобус кој што ќе ги собира граѓаните од нивното живеалиште и ќе ги носи со синхронизирано време до стојалиште. Например, се за Драчево самата станица, ќе помине автобусот од не знам колку ќе покаже потребата 1, 2, 3 точки, кај што ќе собере доволен број на корисници на тој превоз и ќе ги донесе синхронизирано време на главната станица во Драчево. Од тука на две раце се бројат минутките кај што ќе бидат стигнати на станица во Скопје. Очекувате дека оваа работа кога ќе се операционализира, кога ќе стане фактичка состојба, ќе бара и дополнување, зголемување, бидејќи ВОС. Знаете, повторно велам, јас Скопје е дел од Европа, меѓутоа за жал исклучени сме за многу нешта од таа фамозна Европа, не заради Европската унија, туку заради себе во последниве години. Тоа значи дека тој ВОС ќе поминува, не знам, на половина час, на 1 час. Не сум сигурен дали ќе биде така, ќе покаже самата физибилити, но барем да ги фатиме оние шпицови наутро и привраќање од работно време. Кога е критично? Да почнеме. Да почнеме да видиме колку ќе биде искористеноста. Ако даде резултат? Да. Еве ние за нова година имавме еден убав настан заедно со едно актерско студио и со МЖ Транспорт на самата станица Дедо Мраз, беше некој наслов. Беше страшна посетеност, меѓутоа деца од 10, 11, 12, 13, 15 години и помали никогаш не виделе ВОС. Не влегле во ВОС. Ние треба едукативно да делуваме, да полека оваа култура за користење на железничкиот сообраќај да го вратиме. Кога еднаш ќе се качиме во ВОС, така ги донесеме до ВОС прво. И видиме колку е тоа поефективно и побрзо, и со помалку главоболки да бараме паркинг место во центар, ќе полека ќе се фати некој замав на секојдневно користење. Ритамот на животот сам ќе ја повлече целата приказна, меѓутоа очекувате дека ова многу побрзо ќе оди. Сега зборуваме за градскиот ВОЗ во Скопје. Значи, иако се потребни тука интервенции сериозни, целата приказна би завршила релативно брзо. Нема да барем едниот крак, тој што е најискористен, ќе го започнеме сега летово да го еден вид на благ ремонт направиме, да го ставиме во возна состојба и да биде во функција. Поради тоа што ако е Скопје мислиме дека малецко околу 50 на милиони евра покажа физибилити студија дека се потребни за изградба на градскиот воз, да го вратиме во тотален ремонт. Да смениме се што се оние дрвени прагови со бетонски прагови, да го електрифицираме и ред други работи. Воопште не е мала сумата, но да почнеме од некаде. Нека биде тој крак функционален оваа година, да видиме што ќе направиме наредна година. Нека биде еден вид на континуирана инвестиција во возот. И нешто што ќе даде, претпоставувам, токму фидбек за да се види што ќе добиеме кога ќе имаме целата голема слика, условно кажано, кога ќе имаме и таа операционализирана железница од коридорот 10 и здравје Божје од коридорот 8. Да сватиме сега повторно на фамозната железница која што се извинувам, британците ќе треба да ни помогнат да направиме. Вие велите 1/3 ќе оди на нив. Претпоставувам дека со оглед на големото искуство што го имаат, на големото знаење што го имаат во тој аспект, најкруцијалните, најделикатните работи ќе ги завршат британците. Сигурен сум. Логично. Она што се нарекува додатни работи ќе ги завршат нашите фирми кои што
не мора да се наши во принцип. Тоа што ќе подобри најдобри услови. Меѓутоа би било добро да бидат наши, се разбира. Видете, што е доброто на целата работа? Британија, кога веќе влезена во оваа приказка, сигурен сум дека не би дозволиле да завршиме пруга на крај кој што ќе даде слаб квалитет и кој што ќе биде мета на оправдани критики. Тоа е нив ким уништи репутацијата, апсолутно да. Апсолутно. И најбитните работи, односно горниот строј, сигнализацијата, што е премногу важен момент, ќе биде завршена од нивна страна со сигурност. Меѓутоа, набавка на градежни материјали мора да бидат локални, нема да носиме еруптивен камен од некоја друга држава или од Британија. Природно. Сите ресурси, градежни материјали што треба да ги обезбедиме од Македонија, ќе бидат обезбедени. Сигнализацијата, сигнални планови, горниот строј, квалитетни шини, праговите, тоа ќе биде нивно со сигурност скоро. Така се функционира, тоа е нормално. Меѓутоа, да градиме мостови, да помагаме во градежниот дел, во земените работи, во тунели, во пропусти, во се што може да помогнеме како држава, ќе бидеме тука. Така. Тоа ќе треба да биде совршено синхронизирано со она што се прави во Србија и во Грција. И, нели, во треток на времето и во Албанија и во Бугарија. Таму го градат некои па други фирми. Така, ова го прашувам баш на лаички што се вели, затоа што не знам во Србија кој гради. Не се британците во секој случај. Кинески е предпоставка, меѓутоа тоа треба да биде совршено синхронизирано, воопшто да не се одвојува квалитетот еден од друг, бидејќи возовите не прашуваат за граници, тоа што ние сме ги измислили е друга работа. И тоа ќе си функционира по ПС, како што да. Будимпешта со Белград се поврзува полека. Натака веќе Будимпешта е поврзана и со Австрија и со цела Европа. Тоа е природно. А Белград Ниш ќе почне да се гради сега. Значи има синхронизација некоја. За да имаме брз воз, ќе фали делот од Ниш до наша граница, некој што Србија веќе има планови за градба, а Тина Солун има брза пруга, направена, ќе фали делот од Солун до нашата граница. Има пруга, но ќе треба да го подигнат степенот на пругата, да имаме брзи возови, да немаме застои. И тоа ќе значи дека за помалку од 2 сати ќе се стига до Солун и дека 2 сати некаде 2 и нешто ќе биде до Белград, што е одлично сценарио. Апсолутно. Но зборувам, од Ниш до Скопје, до границата има околу 150 км прилика, од српска страна. Така. Од Солун до границата има колку? 70. Нешто повеќе, но слично е брзината. Така е. Да. И практично нас не останува најголемиот дел што треба однова да го направиме. Бидејќи низ Македонија поминуваат колку километри му доаѓаат табанот за да ги вгилија? 200 има ли? Постоечка пруга 235. Но има и доста кривини, ќе гледаме да се исправат овие свиоци, да дојдеме максимално што може право и да дојдеме до 200 км некаде. Тоа значи дека 160 км на час воз за Македонија повторно е тоа вау, речиси незамислива брзина. Тоа ќе бидат оние, нема да бидат оние супер брзи возови, се разбира што ги има по евро. Јапонија. И не по Јапонија, меѓутоа што ги има во Франција, не знам, на памет зборам во Германија, меѓутоа повторно се работи за исклучително модерно решение. Кај нас, на 200 км, дали ќе возиме со 160 на сат или со 200 на сат, разликата се брои во минути. Апсолутно. Но одржувањето, на кој што мора да мислиме долгорочно, одржување на пруга што оди 200 на сат е многу поскапо, 2,5 до 3 пати за разлика од пругата која што оди 160 на сат. Ние мислиме на одржувањето. Не само да го направиме, туку тоа треба наредни 150 години и многу повеќе да се одржува. И затоа одиме со 160 на сат, 10-15 минути плюс поминати низ држава уопште не значи на никој ништо, за разлика од сегашните 20, 30, 40, 50, ќе биде одлична работа. Да. Но веќе неколку дена се зборува околу оние фамозни 120 милиони евра годишно што ќе ги добиваме од товарниот сообраќај на таа брза пруга, и вие дадовте некоја изјава во тој правец, ако не се лажам. Тоа вака исто така примамливо звучи. 120 милиони евра кои што би влегувале во државата како чист профит од помин на товарен сообраќај. Повторно се појави една шпекулација, условно кажано, дека токму со тие пари утре заутре би го враќале можеби дел или целосно кредитот што го земува Британија. Тоа е посакувано сценарио, се разбира. По принцип капиталните проекти се прават за државата и државноста. Не мора да бараме од нив повратна средства. Но Грција сериозно има голем прогрес во товарниот сообраќај што се случува на нивните пристаништа. Во Атина, Александрополос, Кавала, Солун
И таа роба што стига таму, најдобриот и најкраткиот пат е ако поминува низ Македонија. Тоа не дека ние го сакаме, тоа го сакат и оние чија што роба од кај што потекнува, дали Јужна Кореја, дали Едноставно исплатливо, тоа е тоа. Најисплатливо, најбрзо е. Еве кога имаше некој застој пред 2-3 години на пругата, поминува низ Бугарија. И дупло километри, и дупло поскапо, ама и дупло поспоро. И им е битно да имаат побрз обрт на нивните добра. Затоа мораме да реагираме веднаш, да искористиме максимално од грчките пристаништа и нормално, колку што е можно повеќе локомотиви и возови товарни, толку повеќе средства стигаат во државата. Од таму и потекнува, генерира онаа бројка околу 100 милиони евра годишно при максимално корисна и паметна експлоатација на таа нова пруга да влагаат во државата. Што е според вас тоа сварливо објективно, не зборуваме сега за нашите желби, туку објективно сварливо. Со моменталните економски текови е остварливо. Тоа значи дека времето на железницата не е како што некој предвидува завршено, туку напротив, таа доправа кај не само завршено за жал. Ние не го гледаме тој бенефит. Секаде во развиените европски држави понекогаш и поскапа карта има железничка од Михен до Берлин, отколку на пример авионска. Постабилно, побезбедно, поголем комфорт. Апсолутно. Тој што бил, знае сега да не звучи ова како некакви фалби, меѓутоа навистина е така. Возовите што ќе ги добиеме, исто така ќе бидат по највисоки стандарди кога зборуваме и за естетика и за внатрешен дизајн и Мора, веќе кога се влага во бидејќи кај нас кога зборуваме за воз, ние ги замислуваме оние јадни ќуф вовчиња наши, тажни со оние. Мене навистина ме потсетува на некои стари времења, нашите возови на оние искинати седишта, она темница во возовите неубава, мирис некој лош. На волкава инвестиција и кога се дигне степенот на квалитет и на визуелност, веќе нема се муање назад. Мора да се купат добри возови, нови возови кои што ќе задоволуваат европски стандарди да се држат по Европа. Со ние моментално знаете дека немаме сообраќај меѓународен Воопшто. Првиот воз во државата е стигнат од Солун. Првиот воз не меѓународен што воопшто 1890 или така нешто беше. И се немаме, тоа немаме веќе 60 години, ни до Белград, ни до Солун. Оној во 22 часот што деше за Белград нема веќе. Не. Се враќа веднаш кај со тој од Солун. Боже ми прости, не беше баш забавно искуство. Ние сега поминуваме во една фаза која што ја помина Србија кога ја градеа пругата од Белград до Нови Сад. Јас се разговарав со мојата колешка од Нови Сад и вика кога почевме да работиме Белград Нови Сад, никој не веруваше во брза пруга, никој не му беше верно, нешто верно, нешто апстрактно беше. Кога почна првата година, вели, во 2022 беше, има 1,5 милион патници Белград Нови Сад. 23-та веќе 4 милиони. Значи, кој веќе влегол во воз и гледа дека има добар бенефит, да препораката и понатаму да се шири. Веруваме дека тоа ќе се случи и овдека, дека моментално на сите има апстрактно. И мене не е толку верно дека од онаа пруга што имаме сега ќе земеме да возиме толку брзо и ќе биде толку успешен проект. Но чекор по чекор, педантно, домаќински, верувам дека за 5 години тоа ќе се случи и кај нас и ќе имаме еден премин од неверување во реалност. Така. Дај Боже, уште една работа тука ме интересира мене. Имаме ли ние и обучен кадар и воопшто работници за да учествуваат во цела ова обемна работа на железницата? Знаете сега колку да звучи ова чудно, ние бараме работници од Бангладеш и од не знам каде да дојдат во Охрид да бидат келнери. Имаме ли ние луѓе, денеска човек ви вели многу е тешко во Македонија да најдете, не знам, зидар, да најдете некој што ќе ви поправи напамет се да не зборува, водовод. Јасно. Имаме ли ние луѓе за тоа или ќе треба и нив да ги набавуваме од некаде? Да молиме по белиот цвет. До таму ли е дојдено сега? Јасно, при тоа освен пругата се градат и автопатите, ќе се градат и болници, Тоа ќе биде едно навистина градилиште практично. Браната најавената, така да видите, самата економија го детерминира пазарот на трудот. Тоа значи ќе се појават луѓе, тоа ме е зборот. Ако се дадат подобри плати, ќе се појават. Па сега ако на нашите работници им се дадат до 2.500 евра плата, до 2.000 евра плата, никој нема да биде во Германија за 3.000 евра кај што таму плаќа, а паѓа самата плата и нема никаква квалитет на живот.
реално сум го видел тоа од прво лице. И во странство си, не си дома и Не си дома, односно народски кажано, Трета дома класа креветот е најудобниот. Така е. Без разлика дали спие некој во Мериот или вамо таму од друга држава, домашниот кревет е домашен кревет. Самата економија би требало да се обидеме да ги вратиме колку што можно повеќе луѓето дома. Една од приказките зашто го правиме во стратешкото партнерство со Обединетото кралство да си помогнеме сами на себе како држава. Ете не помогнеме ние на Британија, големата помош ќе ми ја направиме ако земеме да видите вие на UK на официјалната страна, они имаат инвестиции по 60 на милиарди долари фунти. Тоа за нас е голема сума. За нив За објективно нив ништо. не, но сме благодарни Ти имаат дека бада по 3000 милиарди фунти, ако не се лажам. но сме крајно благодарни дека влагаат со нас партнерски, стратешки во оваа приказка да видиме нешто ново дека може да се случи во државата. Да се навикнеме на големи работи. Ние сега ќе се прави било што ќе се тргне се прави, ние веќе сме скептични. Апсолутно. Ние сме скептични по 2 километри автопат Скопје-Блаца. Точно. Или ги споминаме и оние 11 километри. Па скептични сме, го гледаме кружниот тек тука кај се стина дека се прави 6-та година, нормално ќе бидеме скептични. И треба да бидеме. Мене ми е јасно зашто е народот тако. Јас сум скептичен, затоа велам ние разговараме сега се уште за апстракции, кои што Точно. би требало да станат реалност, дај Боже да им се израдуваме. Меѓутоа, мило ми е што и вие разбирате дека тоа е тоа. Народот овде веќе не верува додека не го види, додека не се качи во тој фамозен воз. Додека неговата роба не стигне навистина брзо. Не нема да верува. Да. Нема лутење тука. Почитувам, вие кого да викнете овдека да седне? Со проектов во зародиш, ќе удира на маса и ќе вика ќе го завршиме. Разликата од ќе го завршиме и завршување ја видиме наредни 5 години. Не треба тука зборови. Или го завршуваме за 5 години од почетокот или не го завршуваме. Тука се мери квалитет и способност. Зборување, гостување, деска сум кај вас, сутре во некоја друга емисија, можам дутре да го правам тоа. Се е џабе ако ние на крај не добиеме функционална брза пруга. Затоа е предизвикот што го зборавме и пред 2 години, кога ќе го завршиме, нема потреба да го објаснувам. Господин Ивановски, од се ова што го зборувате, морам да признам, јас сум импресиониран од начинот на кој што се обидувате да ги поставите работите. На крајот на кришта рековте, крајот ќе го краси делото, или ќе бидете тотално разочарување, или ќе бидете луѓето што направиле нешто навистина добро за државата и за народот, и тоа ќе се памти. Очекувањата се јасни, за работниците многу се кршат копјата, вака ќе биде, онака ќе биде. Не сте вие човек со кој што треба да разговараме за геополитика, вие се занимавате сосема нешто друго, но ајде да се обидеме уште една мистерија да расчистиме. Велат дека на британците им е многу важен влезот во Македонија, и затоа ги даваат овие пари, затоа што се разбира оваа трансферзала поминуваат товари, односно роба која што доаѓа од далечниот исток, од една многу сериозна голема земја која што е во страшна експанзија, а се нарекува Кина, и дека британците тука природно го гледаат својот геостратешки интерес да можат да контролираат, условно кажано, дел од приказната. Мене ми звучи логично. Меѓутоа, во вашиот одговор од предходно ми даде за право да размислам на поинаков начин. Ова за Британија е сосема мал залак. За нас тоа се големи пари, за британците се нешто што тие го даваат и инаку, затоа што едноставно имаат, можат, им се може и прават. Зошто баш во Македонија е прашање за нас. Но меѓутоа имате ли вие одговор зошто баш во Македонија? Заради тоа што една од причините е може што и премиерот Мицкоски и вице-премиерот Николовски покажале проактивност кон целата приказна. Сигурно дека да се случи нешто треба да има од некаде иницијална каписла. Може би дошле со спремно сценарио на реализирани проекти на се што ќе се случува и дека тоа покрај другото е добар имидж за Обединетото кралство. Ништо не е случајно, никој не ни савил нас едноставно туку така ајде да направиме. Па не се разбудил некој во Foreign Office во Британија и рекол, знаете што, ајде сега ние да со македонци. Ова е нешто што и премиерот и вице-премиерот веќе подолго време го работат и го како замисла го имаат, и веќе од замисла до реализација треба многу труд. Тој труд сигурно дека е вложен и вего ефектот првичниот. Ќе го видиме многу брзо, сум уверен во тоа. Но најде се вратиме на реалноста. Минатото го оставаме зад нас такво какво што било,
Ние имаме железница век и половина, многу поголеми земји не може да се пофалат со таква традиција, но факт е дека, го реков тој на почетокот, долги години во Македонија железницата е ништо, не е железница, тоа е само така, останаа само оние божурики во пролет што се појавуваат покрај пругите. Каква е состојбата во железници инфраструктура во моментот во смисол на работен кадар, во смисол на луѓе? Јас претпоставам дека вие имате прилично возрасен работен кадар таму. Кога мислам на возрасен, апсолутно не мислам во негативно смислено, тоа е фактичка состојба. Нема кај нас некој голема влюбеност кај младите генерации да дојдат да работат во железница. Дали е така? Апстрактна е. Апстрактна е, точно дека има возрасен кадар, кој што да, има и години, меѓутоа има и огромно искуство. Она што ќе се трудиме да го направиме, да донесеме нов свеж кадар, кој што и тоа како има што да научи од повозрасните колеги. И тоа е нашата цел за овие 5 години додека се гради оваа брза пруга, да ги зголемиме сериозно оние човечки капацитети за одржување на пругата откако ќе биде завршен проектот. Искрено, колку што енергија во моментот вложувам и ќе вложувам за реализација на проектот, паралелно ист толков обем на енергија би вложувале за да ги зајакнеме човечките капацитети во МЖ инфраструктура за од кога ќе биде готов проектот, да бидеме уште први ден спремни за одржување во наредните години. Но како ќе го постигнете тоа? Вие велите апстрактно, меѓутоа младите генерации природно бараат кариера. Таа кариера треба да носи со себе напредок, пари. Јас сега на мојот син да ми рече ќе одам во железница, јас ќе му речам многу е мал, меѓутоа да ми изрази желба, ќе му речам какви железници? Не знам, оди право, оди информатика, немој железници. Ме разбирате што сакам да кажам? Да. Но дали ќе биде истиот став и после завршена брза пруга? Може би не. Вие сте апсолутно убеден во оваа работа. Мене морам да ви признам, апсолутно сте убеден во ова што го правите. Мора да сум оптимист. Инаку, ако не сум оптимист, ако јас не верувам во целата приказка, нема да работам. И мора квантни големи чекори напред. Или тоа, или ништо. Или ништо. А веќе сме на ништо. Па, ние немаме што да изгубиме практично. Веќе сме на ништо. Ние толку е актуелен здравствениот систем дека еве се на колена. Или 3 болници наеднаш, или што ќе да не премине како поликлиника мала. Што ќе постигнеме? Ќе постигнеме за тоа населено место и окружните населени места. Но нема сериозен државен импакт, државна промена. Но со 3 болници и со медицински центри... Зборуваме за клинички центри, апсолутно. Тоа е, Чегран Галишта, тоа е квантен скок. Само такви ќе не вратат на колосек назад. Ситни проекти година за година... Како што правевме, долго време... Ние практично крпевме дупки до сега во се. И отваравме нови. Затоа што тие природно се шират, затоа што нема во нив... Еве да кажеме што 2 позитивни вести. Слободно. Првата, што е долгогодишна потреба, е поврзување на аеродромот Петровец со Скопската станица. Зборувате за аеродромот? Да, со автобуската и железничката станица. Што ж ВОЗ? Па тие двете со ВОЗ, што е феноменална работа. И ќе поврзаме. Дел од целава приказка ќе биде и тоа. Уште една работа, не само да Скопјани туку, вие што ќе користат пругава од Јужна Македонија, па се разбира, да не одат усолно да плаќат аеродромски такси или било кој друг аеродром се нема врска дали да користат нашиот воз да дојдат до аеродромот. Но натаму ќе биде потребно да биде направена целосно нова. Се направи од Камиладиновци има едно спојување, второ спојување од Кајлинден. Се бројат на прсти километрите, ќе го направиме тоа во целата приказка и кога веќе ќе толку многу ќе инвестираме, ги зборевме новите возови. Дали е нормално да остане оваа железничка станица? Одговорот е не. Веќе ние инфраструктура почнуваме постапка за проект за целосна реконструкција паралелно со градбата на пругата. Зборувате за целосна реконструкција на железничката станица која што сега е новата скопска новата. Нова е таа, не е нова, ние си ја викаме нова заради старата од земјотресот, меѓутоа НЗИП е потребна обнова практично. Да. Историјска нова. Ние не одржувавме како држава. Па да, таа е изградена во 70 години по проект на Кезо Танге. Ке се трудиме да го задржиме оној првичен изглед проектиран што е со доста модерни
елементи внатре. Па тој и сега ако сме реални делува модерно, тој воопшто не изгубил од својот естетски, би рекол, квалитет. Меѓутоа неодржувањето е сосема нешто друго. Неодржување, неодговорно е, има недозволиво доќанчиња да се појавуваат, да мириса на скара внатре во целата станица, ќе биде некој покрај тој стил, ќе биде малце минимализам, да изгледа чисто, едноставно, модерно да биде, нема да одиме во барок, кој што почнува првични критики, ќе одиме со веднаш барок ќе прават овие, да. Одиме со модерен и современ стил, кој што во исто време би било отварањето заедно со самата пруга. Значи би требало напоредно да бидат завршени сите работи. Да, помалку време треба за самата станица, ќе почне нешто подоцна, за да кога ќе отвориме нешто да биде се ново кој што треба и буквално новите возови да ги пуштиме во употреба во исто време. Ќе сватиме повторно на таа работа, меѓутоа бидејќи позборувавме за моменталната состојба во железниците, во годините назад често бевме сведоци на штрајкови тамо, на незадоволства на вработените, веројатно со право, луѓе кои што не земале плата редовно, луѓе кои што земале мала плата, предпоставувам. Самиот кажавте во една ситуација кога железницата одамна го изгубила престижот и така натаму. До кај сме во тој процес? Премногу не е променето, освен што министерот Александар Николовски за транспорт се завзема да ја оправи железницата во државата. Во буквален жаргон да ја оправи. И веќе година дена нема проблем со плати, ниво инфраструктура, ниво мрежа транспорт, благодарение на него и на неговата политичка волја тоа да биде така. Меѓутоа има доста вработени тамо, тоа не е... Има доста, околу 800 нешто помалку се во инфраструктура и некоја слична бројка имаме во мрежа транспорт. Значи зборуваме за 1500 луѓе, јас таква информација имам, тоа воопшто не е зафрлање. Точно, и велиме дека не само што не е зафрлање, туку да го зголемиме тој број со потребен кадар кој што ќе биде од корист, но не сега, паралелно со градбата. Стручен кадар. Исклучиво стручен кадар. Нас не требаат луѓе кои што ќе држуваат пругата, кои што ќе се грижат за безбедноста, за сообраќајот, за сигналните уреди, за сигнализацијата, тоа не треба нас. Кога ќе вработуваме во мрежа инфраструктура, ќе го вработуваме тој кадар. Од тој аспект проширување. Изголемување на бројчаност на предпријатието, поради тоа што ќе напоменам трет пат, попуштено е ќе завршиме проектов, ако на крај нема кој да го држува. Мора да го очигледно, бидејќи го потенцирате ова неколку пати, очигледно ова е клучната работа што мора да се реши. Ќе направиме проект, го оставиме ли на завод на времето и на неодговорноста, тоа за неколку години ќе биде само минато, само сенка од некогашниот квалитет и толку. Исто во автопатиштата. Одржувањето е најголемот проблем, а е скриен трошок. Ние кога ќе направиме брза пруга, кога ќе ги тргнеме шлеперите оние тешки возила од патната инфраструктура, ние ќе го продолжиме векот и ќе ги намалиме инвестициите во одржување на патната инфраструктура, а ќе го зголемиме профитот од транспортниот сообраќај, од транспортот, на пругата. Значи преме вин-вин ситуација. Овде како имаме помалку уништени автопати, помалку пари ќе се трошат за одржување нивно, а тие ќе плаќаат средства према пругата, пошто ќе биде и на нив поевтино да користат железнички транспорт. Уште едно прашање кое што крие во себе некоја злобна позадина, ќе речам словно и претпоставам дека го добивате од време на време од медиумите, е како да се работи честно со париве кои што ќе влезат и кои што објективно за наши услови се енормни. Повторно една од приказните во Македонија е кој колку ќе украде. Да. Колку Синиш Ивановски ќе украде едно 200 милиони, Александар милиарда или колку тамо веќе доаѓа, тоа се оние како се вели чаршиски муавети. Како ќе обезбедиме максимално транспарентно, точно, прецизно, професионално работење на целиот овој зафат, без никој да не може утре да рече се нафатираа, градски кажано, направија пари и не оставија нас со измамени по кој знае кој пат. Видете, тие 2 милиарди се огромна сума и во најразвиени земји во овој свет. Нормално склоноста кон такви дискусии секогаш постоеле, да бидеме реални. Неретко и биле вистините во минатото. Од тамо тргнува и мојата. Од тамо и тргнува целата приказка. Да. Она што ќе се потрудиме да биде максимално транспарентен целиот процес, без скриени камати колку ќе бидат према банките, транспарентен процес. На крајот на денот,
кога е делегирано да биде компанија британска, која што ќе ги завршува тие услови. Британската компанија ќе си ги преговара условите со македонските компании. Нема да имаме како држава директна инволвираност. Да се разбереме, дали може да се даде препорака, да, ама тоа препорака ќе дадат стопанските комори. Тамо нека се функционираат. Тоа значи дека заштитата е прилично голема од матни игри, да речеме. Точно, видете, секогаш постои поле за корупција од најниско до секој ниво во државата. А ние сме експерти за тоа. Во секој сегмент. Тоа е целата поинта да направиме разликата сега и се што било претходно, и не само разликата, да направиме пример како треба да се оди понатака. Инаку дошле парите ги спокрале, прво нема да дозволи сериозна држава како Британија да има тука коруптивни елементи, што е одлично. Второ, корупцијата значи неквалитет. Имено. Безбедносни прашања се кои што нема да бидат совршено исправни, прашања. возови кои што нема да бидат, а тогаш веќе се играте со човечки животи. Со тоа нема играчка. Со тоа нема играчка и за жал коруптивен систем, да не кажам случаите наназад годиниве, се навистина траурни и крајно трагични. И лекцијата, ако до сега не е научена, тоа е веќе многу сериозен аларм, а верувам и сум сигурен дека е научена. Тргнувам од себе. Изведувачот Ѓулдермак што гради на втората делница, гради недоволно квалитетно на некои позиции, јас ги терам да рушат. На нивна сметка. Фер. Иако ни дават се од себе да пробаат да го тоа коригираме, ама кога кидат во салон за автомобили да купат кола која претходно била удрена, па сервисирана, па нашминкана, па направена, да плати по продажна цена за нов автомобил, тогаш нека ме ги коригираат. Не им давам. И затоа велам, и вчера кажав, војни водам со нив и ке продолжам да водам војни, не со нив, со било кој изведувач, што ќе сака да дава неквалитет, или како кога првпат се појавив на терен, таа една фирма што ми кажа, ај на рипче во кафанче, кој им патив дека имаат неквалитетни изведени работи. Понудија со рипче, со крапче? У првите 5 минути имаше едно првото одење на терен во јули, беше предбетонирање на темел за мост, каде што конструкцијата од челик, од арматура, недобро врзана, им падна. И ја предбетонирање, значи контрола никаква. И ја отидов на терен, дојдов од фирмата, ја прашувам што се случува овдека. Делува можеби вака наивно, премногу дотеран и секаат овој појма нема, па малку ќе го возиме градски кажано. Викам што се случува? Вика ветер дуваше. Викам добро, вториот што се случува? Додиме во ресторан на Рипче, ќе ти објаснам се. Дали е тоа начинот на кој што се функционирале? Можеби. Дали е тоа начинот на кој што ќе се функционира од сега натака? Дефинитивно не. Синиша Ивановски, директор на јавното предпријатие Железници инфраструктура, ви благодарам за вечерашното гостување. Се обидовме во една, условно кажано, олабавена атмосфера да ги објасниме овие исклучително важни процеси кои што допрва не чекаат. Да резимираме тука, железницата е во состојба на клиничка смрт. Се обидуваме со квантни скокови, како што вие велите, да направиме чудо и да направиме од неа и квалитет и производ кој што ќе го наплатиме и задоволство за сите граѓани. Дај Боже да успее. И од тој аспект е мој позитивен пристап кон целата работа. Се разбира, има други колеги кои што нема да бидат толку фини кон вас, ако јас бев фин. Ви посакувам на вистина среќа, меѓутоа ве држиме за збори, ве држиме за дека ќе дојде време кога и овие зборови кажани овде, а верувам кажани и на друго место, ќе треба да се споредат со делата. Ви благодарам на одвоеното време, на покажаниот интерес да има цела емисија само за железници, кој што досега ретко се случувало во државата, а железница била исклучиво медиумски опатена кога има некој проблем. За жал. А не зашто се пофалиме за 3 гранитни големи проекти како поврзување на аеродромот, нова железничка станица, нова пруга. Ви благодарам за тоа. Се држам татадениот збор. Мојата обврска почнува откако ќе добиам избран изведувач и јас да го менаџирам целиот процес до завршување, се надеваме за скоро и позитивно. Благодарам уште еднашка.
И сосема на крај да го повториме она со кое што ја отворивме ова емисија, ќе ја замолам режијата повторно да го пушти, да го гледате оваа фотографија, значи замолуваат роднините на малечката Матеја која што има 11 години, има потреба од ваша помош, почитувани гледачи. Таа веќе 7 години се бори со една ретка генетска болест која што се нарекува Фридрих атаксија, дете со нормален развој кое заради ова ретка генетска болест се соочува со навистина сериозни премрежја, еднашка веќе е направен третман со матични клетки, но потребно е да се направи повторно третман кој што чини навистина голема сума на пари, 28.500 евра, чинат овие зафати и навистина доколку сте во можност, јас се надевам дека секој од нас ќе најде начин да помогне, ги гледате впрочем броевите на кои што може да се јавите доколку сакате да помогнете, веројатно има и други начини, навистина да направиме се што можеме малечката Матеја повторно да биде здраво и среќно дете. И со ова ја завршуваме вечерашната емисија. Утре во 15 часот се разбира е репризното издание, а јас ви закажувам нова средба со нови гости и со мене се разбира утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.